Да, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијата Никој да не знае. И договорени сме. Никој да не знае, освен јас, вие и нашата гостинка овој пат. Секако пејачка, знаете дека оваа сезона сме договорени да викаме пејачи и пејачки, секако оние кои што умеат да раскажуваат, умеат да пеат, одлично пеат и ќе ни ја раскажат својата животна приказна или едно вакво профил, низ едно вакво профилно интервју ќе дознаеме за некои работи кои што можеби одамна не ги кажала. Јас подготвена со еден тон интервјуа, ама за тоа потоа сега на почеток да ви кажам збор два за неа. Таа е одличен вокал, баш кај одлично изгледа. Ја гради кариерата од својот роден град, така е договорена, со себе самата. Сопруга е на Кира, мајка е на Султана и Емилија. Секогаш тука за интересен разговор, секогаш кога ни била гостинка е прекрасно дружењето со неа, полна е со емпатија, одлично чувство за хумор, исто така, и има неколку своји реченици на база на кои што го води или го живее својот живот, така, ако може да се каже, вели: додека дишам се надевам, е првата, живеј го сонот, е втората нејзина реченица, третата е верувај во себе и четвртата можам, умеам и ќе успеам. Наташа Малинкова во Никој да не знае. Здраво, живо. Здраво, живо. Ти благодарам на прекрасната најава. Добро е, вакви се речениците. Се уште стојат овие се удамна во едно интервју. Се уште држи, да. Се уште држи вода овака. Се уште држи вода, да. Да. И колку тие ти помогнале всушност? Такви реченици кои што можеби некому му звучат, не знам како, нели, као чиста демагогија, ќе кажа некој, ама никогаш знаат да поведат. Знаат да бидат воделка во животот. Се додека се држиме до некои такви мисли или некое мото кое што не води во животот, држите правец. Иначе многу лесно може да скршнеме лево десно, да. Така е. За првото прашање ќе искористам дел од едно твое интервју. Леле, страф ми е сега со тие прашањата. Кој знае колку стари интервјуа имаш тај ден? Ама тоа е да видиме дали се менуваат работите сега. Вака велиш, љубовта кон музиката ми од најмала возраст, од секогаш сонував за ова што го живеам денес, што би рекле внимавај што ќе посакаш, си рекла во интервјуто. Пеев пред огледало, правев концерти за куклите пред гости дома, а години подоцна тоа се претвори во мојата професија и страст. Не беше лесно да се пробијам, особено ако сакаш да останеш свој, но верувам дека искреноста, упорноста и љубовта кон она што го правиш те водат напред. Точно, и сега така. се е ова точно и точно, сега е тоа. И се уште трае. Така е, да. И сега јас сакам уште некој детали како ова правев концерти за куклите пред гости дома. Не знам кој не правел. Не знам кој не правел. Да се сетиш на некои убави, интересни такви случаи кои што можеби сама си ги запамтила, дел од нив и ти ги раскажале твоите, ако не се сеќаваш до крај. Јасно, не. Баш точно и јасно се сеќавам на се што правев и многу јасна ми е и сликата и како да беше мислам како да беше вчера, како јас уствари почнав и сакав да го правам тоа што ден денес го правам. Навистина бев многу мала, меѓутоа првите концерти ми беа дома пред моите, на тие имендени слави кога се собиравме сите и дел од моите роднини беа и активни музичари во тоа време, така да знаеа да земат гитарче. Знам еден мој тетин свиреше и на хармоника, на едно мало хармониче, па ми го дава депри, овој свири. Така да пробував да свирам и работев на слух. Станува збор за малечка, некој трето, четврто одделение ми се чини. Навистина беа убави моменти и некако како да тој некој внатрешен глас кој што си го има во себе, од старт ми кажа дека створена сум за ова и дека треба да го правам ова. Така. Најмногу концерти искрено имам направено пред баба ми и дедо ми, затоа што сум дете изгледано од баба и од дедо најмногу, затоа што моите родители биле на работа. Меѓутоа и бев и водителка, им бев покрај пејачка, водителка и се најавуваше сабата, така и самата, пееше. Да, и после имав настап. Три во едно, па играв и дури модерен балет, нешто балет, се вртев баба ми и дедо ми овака. Што им пееше, сакав да те прашам? Што беа песните кои што им ги пееше? Најчесто детски песнички, веројатно од тоа време. Нашите фестивали беа нели Златно славече, Сидо, моите омилени фестивали, со нив растевме нели ние. Знаев да запеам и некои од тие народните песни. Баба ми знаеше многу од тие народни, буквално народни песни кои што за кои што многу зборував, ми се интересирав да ми ја кажуваат историјата како потекнале, нели народни песни се народни песни од народот. И се сеќавам дека имаше една книга со испишани текстови. Мислам дека татко ми се уште ја чува и многу пати ми има кажано: дај ако некогаш преработуваш евети песни што навистина никој не ги знае. Тоа би било одлична идеја и се уште ми е онака во глава, да. И навистина би сакала нешто такво да излезе од мене. Кажи ми сега, потоа отиде на музичко или
или Да, се запишав на основна музичко и многу сакав да свирам гитара. Дедо ми на мајка ми татко работеше во Германија. Цел живот искрено и него памтевме многу затоа што бевме мали, потоа веќе кога си дојде, веќе ние бевме поголемки и знам, се сеќавам на една телевизија кога настапуваше мој тетин, свиреше на гитара, тоа беше група Виделина, може и се сеќаваш со Јасмина Мукаетова свиреа и јас само седам, а се сеќавам и четврто одделение бев и само и викам на мајка ми, на овакво сакам да свирам. А тетин ми со гитара. Дете мало и мајка ми ни 3 ни 4 на дедо ми му порача гитара, ми донесува акустична гитара од Германија. Добро, и никогаш не научив да ја свирам, ми ја криеа на регало одгоре. Зошто ти ја крија? Во најлон, пошто бев малечка и му беше страх да не ја оштетам, да ме као кога ќе порасне, кога ќе почне да учи на музичко, да ќе ја пратиме, ќе свири гитара. И? За жал, во тоа време во нашето основно музичко училиште немаше предмет гитара. И јас ни 3, ни 4, не, отидов да свирам флейта. Аја! Флейта свираше. Да. И? Изучив до 7 одделение и за жал за 1 година се откажав и не го завршив ни основното музичко. А потоа што продолжи средно? Потоа продолжив медицина. Не, Наташа, не. А во меѓувреме тренирав кошарка и беше една моја голема љубов и хоби. Едно добри 6 години тренирав кошарка и така ете се пронајдов и во спортот, во тој спорт. А после тоа се запишав на медицина во Битола, средно медицинско. Сакаш да бидеш сестра или сакаш докторка да бидеш? Што сакаш? Докторка сакав да бидам. Значи многу желби од дете. И кожарка и докторка, добро. Па знаеш како, тие се желбите на децата, пеачка, докторка. Да. И завршив средно медицинско училиште и веќе втора не, да, уствари од прва година почнав да се пријавувам на тие такви фестивали како Мелфест, кој што многу пати сум го кажала ова, кој што беше интернационален фестивал за млади таленти, беше една моја одскочна даска каде што шефот на бендот во тоа време Трајко Каров од групата Багаж вајда ме виде нешто во мене, препозна нешто во мене, па така некако се сретнавме, се споивме, почнавме со Багаж, јас на мои 17 години влегов во Багаж. Да. И после тоа ми беше останав, следното прашање, да, нели како стана. И потоа како одеше приказната? Знам дека правевте спотови, името твое, нели не видев ти или нешто што ќе остане. Карта во тоа време, јасно, и работевме. И се ти на колку години близу ствари во бендот? На 17? На 17. И до мои 18 и пол работевме заедно, потоа мојата одлука беше да се мажам и да станам мајка и тука морав да направам една пауза, направив пауза, меѓутоа за жал не продолжи бендот во тој состав, они продолжија да работат, јас морав да се посветам на мајчинството, една година и пол бев отсутна од сцената и од тој живот, меѓутоа веќе 2004 се вратив повторно, да, како солист. Така е. Си рекла вака, уште во едно интервју, никогаш сцената беше поромантична, се правеше со срце и труд. Велиш денес има повеќе брзина, визуелно, социјални мрежи, но доброто секогаш излегува на површина. Јас се трудам да останам верна на себе и на оние што ја чувствуваат мојата музика. Вметнувам и нови елементи и стилови, но сепак сакам да останам своја и како таква препознатлива. И сега кога треба да кажеш, нели кога некој ќе те праша, добра е, каква е таа Наташа Момикова? Каква? Да останеш препознатлива. Пред се искрена, многу чувствителна. Можеби некојаш се плашам од тој момент, знам да се затворам и сите оние моменти и да плачам и да молчам, меѓутоа после се на крајот на денот, нели, доаѓа, се враќате со уште поголема сила, нели. Многу би сакала луѓето да ме запомнат баш по тоа, по мојата чувствителност и по мојата емоција, како јас ги изведувам и авторските песни и тоа што го пеам на настапи како репродукција. Не само по музиката, значи или по пеењето, него чувствата секогаш и тој искрен пристап кон публиката и таа искреност и таа комуникација што ја имам, што луѓето што ме знаат, јас како тоа функционирам без маска ми е нешто најсвето и најбитно. Всушност во едно интервју, тоа не го ставив затоа што не знам дали сеќа можеме да одговориме, ама сега ми текна, нели кога го зборуваш ова, велиш се одмарам, најмногу кога одам на настап. Да. Тогаш таму замижуваш, влегуваш во друг свет. Во мојот свет, да. Тоа што навистина сум јас. Јас не би знаела што би било друго ако не сум ова сега, денес, што го работам. Одлично. Искрено.
Спремна си сега да ја чуеш, Ирена? Леле, од ова се плашам исто така. Не Иако- видов ништо, не не виде чув така? ништо, Да, да, се со Вики договоривме бевме минатата ноќ заедно и баш му реков прати тоа што требаше да пуштиш, добро. Прати и реков, Мики, одлично е, да. Сега гледаме прво Ирена Стојановска, таа била дел од Багаж бендот. Да, мојата најголема другарка и така сестра. Те знае, така, и таа го кажува тоа истото и еве да ја чуеме што има да каже за својата пријателка и сестра, како вели таа, по љубов, а не по крв, Наташа Малинкова. Здраво, јас сум Ирена Стојановска, бивши член на групата Багаж и воедно соработничка на Наташа уште од пред 25 години. За среќа таа продолжи со нејзината кариера и многу сум среќна што е успешна во неа. Може да биде и многу повеќе и ценета и популарна, заслужува секој епитет во музичката сфера. Таа пред се ми представува едно многу поголемо богатство, не како само како вокал и како човек кој што музички, значи навистина исклучително го почитувам како вокал, како забавувач, шоумен, шоумен. Едноставно уживање да се биде со неа. Дали ако слушате како пее, дали ако слушате како зборува, дали кога кажува шеги, кога онака само се возиме со кола, постојано времето исполнето со неа може да ви биде вистинска убавина. Ја познавам Наташа 25 години, како што кажав, кога во почетоците, кога почна нашата група да работи Багаж, од исти град, да, меѓутоа сме разлика во години. Она беше едно мало девојче, мало, никогаш секогаш била, која знам, таква стасита и истакната, маркантна. Меѓутоа беше млада, 17 години само, кога започна да плови вака посериозно во музичките води, пред се со групата Багаж, нели? Таму се знаевме другите меѓу себе повеќе, она ни беше најмлада и некако уште прв пат кога ја видов ми беше посебно позитивна, така ми се залепи некако за срце. Јас немам сестра. Таа некако срцето ми одбра да ми биде сестра по душа, не ми е по крв. Иако нашите родители се од исто село и најверојатно се некакви роднини, тоа е мало село во Тиквешкото Мариово, нели доселени тука, меѓутоа сепак ние сме некако се препознавме така и таа најверојатно мислам дека во мене виде една поголема сестра Дада. На почетокот и така се зафркававме, се викавме, ми викаше Дадо. Многу сум среќна за тоа што во еден момент почувствував дека беше малку и разочарана и можеби сакаше да се оддели од овој свет. Не знам дали се сеќавам, а јас си реков, ти можеш да ја напуштиш, мислиш дека можеш да ја напуштиш музиката, ама таа тебе нема да те пушти. И така бидна. Ете така, значи тоа го кажа за Наташа Малинкова, нејзината сестра по душа, не по крв, како вели самата Ирина. Имам две сестри, да. Она е мојата постара и имам помала сестра. Да. Јас мислам, сега додека го преслушувавме ова и горе во монтажа, дека всушност ова вториот дел што го кажува Ирина, се однесува на некаква твоја мана, ако ја можам така да забележам, заради тоа што ти во еден миг таа вели си сакала да се откажеш. Да. Ние одовде не сме знаеле што се случува во твојата глава и во твојата кариера, но таа следејќи те, нели, во однос на тоа дружби и така натаму, кој беше тој момент? Кога имаше ти дилема дека дали е вистинско време да ставам крај? Па во животов ни толку години сега, кога се враќам назад и кога гледам, ќе било најлошата Лоша одлука. одлука, да, и лоша идеја да се
да се откажам од музика. И многу убаво кажано од Ирена, дека и да сум се откажала, сигурно музиката немало да се откаже од мене. Тоа се виде и со моментот кога тргнав по медицинскиот пат, нели, со средното медицинско училиште, можеби требаше да се запишам музичко, можеби требаше, стално си ги поставам тие прашања, тоест сега од оваа перспектива, дека можеби требаше да свирам инструмент, ќе ми беше полесно со правење на мелодиски линии, секогаш што си го зборувам до ден денес, барем пијано да знаев, да свирам и така, барем основното. Меѓутоа сепак не се каам и благодарам на универзумот што ме остави да се движам по тој пат, затоа што навистина ќе била многу лоша одлука. И тоа беше, пак ќе кажам, да се конкретно да одговорам на прашањето, периодот можеби кога бев мајка. Знаете како тоа е некој можеби постпородилна депресија, каде што си викате и сега што понатака. Сега како, дали ќе можам да се справам? Детето ми е приоритет. Па како ќе се снајдам пошто треба да работам соло, па немам менаџерски тим, па немам друг тим, музички тим. Меѓутоа знаете како кога ќе се вратиме на почетокот, кога нешто сакате и го посакувате толку многу, не е возможно да не се оствари. Да не се оствари. Така е, да. Но кажи нешто што е исто така многу важно, дека си можела и многу повеќе. Секогаш можам повеќе. Знам, до ден денес тврдам. Во едно интервју си го кажала и ова што го кажуваш и сега, нели, во однос на мајчинството и во однос на мигот, дека мораше да се извага и мораше да се остане малку, да се стави стоп на оваа музичката кариера. Од оваа перспектива, ако избираше Скопје за свое место за живење, ќе се смена работите? Како мислиш? Како ти изгледа сега? Реално имав период кога живеев во Скопје со мојата приватна работа, со мојот приватен бизнис и имаше период и мислам дека навистина во тој период ми помогна живењето овде. Ќерка ми беше малечка, не можев многу да ја оставам, меѓутоа пак ми беше блиску, и тие чести и блиски контакти со колеги, со вас новинари, со луѓе кои ќе те видат, реално во тоа време требаше да те видат за да им текне, знаеш, сега можеби малку полесно ни е социјалните мрежи, со социјалните мрежи, меѓутоа во тоа време убаво беше да се движиш по тие кругови, па да бидеш во текстот настани и да бидеш видена, точно. Ми беше напорно. Реално ми беше напорно затоа што сепак патувањето ка Вадарци и Скопје не е далеко, меѓутоа е одзема и време, да не речам време за бев со багаж, значи не бев сама, бев со жив багаж. Да, и некако ми беше многу тешко да функционирам со детето кое што ми беше тогаш малечко и решив да се фокусирам на семејството, да останам во Кавадарци, дека што е моје ќе си дојде и дека Скопје не ми е така далеку и дека ако работам напорно, вредно, упорно, луѓето ќе го препознаат тоа и дека кога тогаш како ми е пишано ќе си дојде, да. Сега ова е само грешка, се вика песната. Да, чисто да те чуеме. Ќе пееме за љубовните грешки. Супер, да. Тоест раскажуваме за љубовните грешки. Да, можеме со еден джингл за да се наместиме на позиција.
Наташа Малинкова во студиото на Телма во ова издание на Никој да не знае. И сега гледавме нешто овде, Селин Дион е таа која што така најава за еден документарец. Како викаш, љута си само за едно што не иде до Загреб? Да. Не сум љута, меѓутоа жал ми е. Жал ти е, да. Многу пропуштив многу голема шанса, што цел живот ми е желба. Што идол, некако така можам идол. Почнав со неа да учам, од неа учев до душа. Затоа Столе многу често у студио знае да ми каже уште ги така ти е формиран гласот и додека пееш ги користиш тие фрази. Ме потсеќаш на Селин Дион. Ме потсеќаш на флейта многу пати знае да ми каже. Повикам ете гледаш како инструментот се бира со бојата и на вокалот. Да. Во една интервју си рекла, велиш вака, приватно сум едноставна, топла и понекогаш хаотична жена. Срекна сум кога сум дома со моите луѓе, од секогаш ме радувале малите нешта. Скромноста и искреноста се мојата најголема врлина и нема да дозволам да замина детето од мене. Секоја насмевка на моите деца, радоста во очите на фановите или блиските пријатели ме исполнува и ме прави срекна. Тоа е најголема мотивација во животот. И сега знам дека се е ова точно, познавајќите вака од оваа перспектива. Мене едно овде овакво ми е интересно. Хаотична жена. Дали можеш да ми објасниш како изгледа хаотичната жена, пошто некако се препознавам во ова твоје хаотично, да видам дали на истото мислим. Не знам што попрво да ти кажам. Хаотично смисла дека сакам као некој октопод се доживувам неколку значи 100 работи во исто време, сакам 100 работи да завршам во исто време и навистина ги завршувам и ако ништо друго барем почнувам па као некоја оди на вамо 5 минути па вамо 10 минути. Едно време се сомневав да немам АДХД. Затоа што на вистина многу работи сакам во исто време да завршам и се уште сум така и си го мразам тој момент, тоа е една можеби голема мана што можам да си ја признам, затоа што колку и да сакате не можете да брз стигнете секаде, се уште добро се менаџирам, можеби па тоа го компензира оваа мана, ја компензира. Да. Инаку да, се уште така функционирам, значи кога ќе станам на сабајле, јас веќе денот ми е подготвен у глава и точно знам како ќе се движи и гледам све точно да завршам на време. Што домашни обврски, што на работа, што професионално и можеби затоа 24 часа од текот на денот мене ми се малку. Навистина ми се малку. Спијам многу малку. Колку? Па некогаш 4, некогаш 5 часа, некогаш 8. Дај Боже. Кога имам време за спиење, се спие и 8 часа. Да, кога имам време спијам, да. Значи ти после настап и после журка сабајле одиш на работа? Па и не е некоја журка, тоа ми мене работа, а порано искрено заглавував. Сакав после мојот настап да одам на дополнителна журка и тоа да се дожуркам. Не, баш тогаш јас се журкам, овде работам. Добро. Секојаш така и на пријателите му викам, ај ти кога ќе пееш да се собериме сите, викам, да, убаво ви е, лесно ви е да кажете, ќе се собериме, вие ќе уживате, ја ќе ви работам. И јас уживам, не дека не несомнено е додека пеам, тоа е моето најголемо уживање, убаво кажа, тогаш најмногу се одмарам. Да, тоа ми исцрпуваше имаше еден период кога си реков чекај малце застане, значи сакаш да се журкаш, значи сакав поише да живеам и се смеевме на фразата дека кој поише помалку спие, поише живее. Тоа со годините веќе не оди у прилог. Сепак здравието и сонот е најбитна работа и нормално кога немате енергија, после кога ќе се почувствувате дека денот не можете така одлесно да ги извршувате сите обврски, му се кратат пипките веќе на октоподот, си викаш чекај, застани. Ова ја оставаш обврска, тука. Да, и морав да редуцирам некои работи во однос на тоа журкањето, за да можам да стигнам со другите работи, затоа што и енергијата треба да се штеди, да. Така е. Пред да го видиме Мики Секловски, да видиме што тој и да видиме и чуеме секако што тој ќе каже за Наташа Малинкова, морам да те прашам уште нешто. Си рекла кога сте ги правеле песните во студио и една работа сега во однос на тоа создавање на хитови. Велиш тогаш требаше да ни се допадне нам, така, во студио. Па не размислуваш многу на таа, да речеме, фанови, така натаму, ти си тој кој што тука одлучува, да, кој што одлучува. Како е сега во правењето на музика? Како е со искуството? Како е со годините? Учиш ли некои работи? Можеш ли да ги почувствуваш работите кои што ќе им се допаднат на луѓето, како да кажам? Или одиш повторно на она, мене ми се допаѓа, па што биде биде?
Дај Боже да бев таква. Мене ми се допаѓа и да... А сака чуеш што има Мики да каже, па ќе се испровоцираш да одговориш, ама ајде добро, кажи ни сега. Пак ќе кажам, дај Боже да бев таква, тоа е еден момент за ако ми го поставаше прашањето зашто најмногу би се кајала во животот порано, ќе ти кажев дека едната работа е тоа што сакав да на багаж да му се даде уште една шанса да продолжи да работи уште барем неколку години, затоа што со колегите функциониравме како едно семејство и тоа се моите постари браќа и сестри. Другата работа за која што најмногу ќе се каваме тоа што не го слушав срцето, не го размислував поише. И ради тоа размислување и сега веќе пак ќе кажем од оваа перспектива, од овоа искуство кога ќе подразмислам, значи колку повеќе знаеш, толку повеќе размислуваш и навистина не можеш толку така лесно да одлучиш, дали да го слушам умот или срцето. Јас мислам дека треба да се слуша многу повеќе срцето и да сум го слушала до сега ќе имав дупло повеќе песни. Затоа што колку повеќе размислувавме во студио дали оваа сега е време, па ајде да почекаме, па ќе и дадеме термин ако сега е лето, не оваа не е летна, него дај таа ќе ја чуваме за септември и септември другиот ќе дојде и нема да објавиме. Ако ви кажам дека во студио имам уште добри 15 песни кои што се буквално од почеток до крај готови, ете гледаш. Сега ќе го чуем. И дует со Мики и све се имам и многу ми е жал што не сум ги издадала, што не сум била малку по да притисна малку повеќе и да храбра сум била, меѓутоа ајде, знаеш како кога се уште чувствуваш дека треба да се консултираш со авторот, со други колеги што има да кажат, па слушаш други мислења. Мислам дека не. Дека до мене било, дека ја требало да пресечам. Ајде да го чуеме Мики Сакуловски, што тој кажува за својата пријателка Наташа Малинкова. Со Наташа се познаваме преку 10 години. Она ми е една од поблиските, ако не и најблиска колешка на нашава естрада. Имаме доста проекти, доста настапи заедно изработено. Морам да си го поздравам и мојот близок пријател Стојанче Аврамов, кој што свири со Наташа, соработува со Наташа, така да заеднички ги имаме правено тие проекти. Јаки нејзини страни, покрај тоа што е одличен пеач, морам да признам дека друга јака страна е тоа што има одлични менаџерски способности. Ја мислам дека она ако не се занимавала со пеење би била некој одличен менаџер на некој друг пеач или знае да, не знам како да ви кажам, знае да продаде продукт. А за Мани, па, не знам, сите ни имаме по некоја мана, но кај неја би одвоил неодлучност во смисла на издавање на нови песни, нови проекти. Не знам, имаме работено ние повеќе дема со неа и со Столе, но никогаш тие песни или тие идеи не биле реализирани. Затоа што, пример, правиме нешто како демо, ќе ни се свиѓа од почеток, ќе ни се допадне, после нема да ни се допадне и тоа станува така. Значи не сме јас и она исто, не сме одлучни, не сме храбри доволно за да вадиме константно нов материјал. Може би тоа е нејзината мана, а и моја исто. Прашање, па еве да се надоврзам за маниве што ги имаме, кога нови проекти, нови песни, нови спотови. И да ни каже точен датум. Или барем месецот да го каже. Ете кој добро те познава. Значи, ако немаш датум, месецот да го кажеш. Добро, јас и Вики, навистина многу сме слични. Како
машката верзија од мене, тоа е искрено. 20 сме девици, со ден-два сме разлика и со оглед на тоа што со годините, убаво кажа, сме работели во студио, сме многу често заедно, затоа што Велес и Кавадарци е многу близко. И навистина многу често сме заедно и тоа е една навистина голем пропуст, ќе го кажам, или голема мана, што навистина премногу размислуваме. Треба да се работи и треба... Имаше еден период кога зборувавме треба квантитет, не мора секогаш толку да внимаваме на квалитетот. Меѓутоа, тоа во моментов само така го мислиме и на претходното прашање ќе се надоврзам што е во контекст со ова дека сега веќе со искуството ние публиката ја слушаме во однос на што треба да се направи. Затоа што веќе знам што сакаат, затоа што веќе со толку години искуство знам што ни поминува на свирки. Меѓутоа тоа се хитови песни кои што се направени некогаш во времето и достигнале таква слава, популарност, да речем, во тој период и во тоа право време кога биле издадени. Така да никогаш не може да се повтори тоа. И обратно, и истите тие автори, и истите изведувачи, сега да кои во тоа време ги направиле, не биле сигурни дека тоа ќе биде колку сведоци сме на колку песни од некогаш станале хитови после 10-15 години, па сега ја доживуваат таа ја да чекам слава. за месецов, па датумов, или ти уште секаш Јас сум уште како обиколки политичар и правам, правиш, ама добро, нема да ти заборавам што треба да кажеш. Добро. Во Јас сум интервју од месецот- летото си рекла дека имаш неколку песни кои што ќе ги издадеш до крајот на оваа година, која добро памтам, тоа е некаде. Тешка работа. Тоа не важи. Од се до сега само тоа не важи. Не дека не важи, јас многу би сакала да е така, меѓутоа се некако знаеш како приоритети даваме на некои други работи, приоритет освен семејството, друго не смее да биде замена, меѓутоа кога станува збор конкретно за работата во студио, работиме. Јас вчера бев во студио и одма течат разговори и цело време се тие муабети, што следно, кога, и баш со Столе вчера зборувавме дека до нова година сакаме да издадиме. Меѓутоа, што ќе издадиме и дали тоа ќе успееме да го реализираме, затоа што навистина времето е многу кратко. Ние сега овој период зборуваме за која пролетна песна ќе ја издадиме. А всушност за до нова година требаше до сега да биде готово, затоа што ние сакаме да работиме по 3, па макар и до 6 месеци сме работеле на еден сингл. Леле, и сега што да му кажеме на Мики? Мики те гледа се. Ами Мики ќе ме види после ова, ќе му се објаснам. Меѓутоа, како и да е, он прв ќе знае кој месец ќе е, затоа што ќе го викнам во студио, дојди помагај. Кажи сега кога сме кај Мики, има неколку песни кои што веќе имате демоа? Да, си пееме. Прво и основно многу му благодарам на Мики затоа што многу ми помага во студио, затоа што е школован, дипломиран музичар по соло пеење и навистина многу ми помага и во однос на пеењето, затоа што јас во животот не сум била на час по пеење, тоа цел живот само ука се учам и техники и се, што е многу тешко, затоа дојдов до стадиум да си ги оштетам гласните жици од неправилно пеење, така да сега ми е малку потешко, меѓутоа се снаоѓам, се вадам на искуства. Меѓутоа Мики ми помогнал многу во однос на тоа и до ден денес работиме на тоа, на правење на мелодиски линии, на пеење на пратечки вокали, јас на негови песни, тој на мој, и ми има снимано демо снимки наменети за моја песна, за мене. Значи како треба да звучи, само тоа што ќе се качи интонативно за мојот вокал, да. И имаме еден дует за кој што имаме зборувано и многу почесто дали да се издади. Не, спремен ни беше за Скопски фестивал пред неколку години, уште кога функционираше Скопски фестивал, пред многу години. И дуетот е преубав и до ден денес. И треба јас да бидам пак таа што ќе треба да притисне за да се направи сега нешто. Сега одлични менаџерски способности и са вамо... Не, ова интервју дефинитивно кој ќе го закачите на YouTube ќе му го пуштам на Столе. Добро. И вака сите со прстот кон Столе. Значи повторно бараме некој друг кривец. Тој е авторот, да. Јас добро, ајде, јас си кажав дека добро, јас сум дел. Си ја прифаќам вината. Добро. И можеби најголема вина треба да сносам затоа што треба да се некој да пресече. Некој да турка. Женско, да. Добро. Може би требаше да реагирам поише на време, ама ќе работиме, не се откажуваме. Имаш две прекрасни дами дома. Мајка си,
тука едно интервју има големо за тоа што изгледа да си мајка на две ќерки. Да, тоа беше многу чувствително, емотивно интервју. Така и сега нели да не го раскажувам целото, ама веќе сублимирам мене што ми се допадна. Значи велиш вака, најинтересно мене што ми остави впечаток, најинтересно е велиш кога сме сите три, не знам дали е сега тоа, кога сме сите три пред огледало и кога се шминкаме на големото огледало во тоалет и кога заедно слушаме музика, ама и пееме, тоа е едната работа што вака би издвоила. Втората работа е велиш им благодарам што после толку години ми покажа со многу работи, нели во овие сиве години, дека не морам секогаш да сум совршена мајка. Точно така. Тоа е втора работа, дека знаат да делат тајни со тебе, ама дека знаеш и да слушаш. И дека си тука да им помогнеш, но не секогаш да бидеш таква што ќе кара или ќе им дава нели некакви казни. Ајде сега, твоите султани Емилија вака збордва за нив. Во вакво едно профилно интервју без нив и без твојот Кира нема да помине. Точно така, затоа што тие си мојата најголема движечка сила и најголема поддршка, тоа веќе сите го знаат, сум го кажала милион пати. Искрено, јас не сум мајка која што притиска, него сум мајка која поддржува. Навистина и двете ќерки, и Султана Емилија се среќна сум и горда мајка сум што се пред се искрени, чувствителни, креативни, имаат своја визија, знаат точно што сакаат. И тоа ме прави многу и горда и среќна. Секогаш ќе бидам нормално тука како мајка да им помогнам и да бидам тука за нив. Меѓутоа, многу ми е важно да се пронајдат себе си и да бидат она што се, не тоа што некој сака ќе од бидат бледа копија од така. нешто друго или некој друг. Тоа ми е многу важно. Султана веќе си тргна по некој неизин пат. Што избра? Не, она на студија нешто сосема друго, на економски факултет е, меѓутоа нека, како да кажам, дали факултативно, дали голема желба, љубов и пасија и е шминкањето. Се пронајде во тоа и некако полека влегува сега на Макфест изгледавте како две другарки. Да, така и се доживуваме, и така сакам да остане затоа што таа близина ми е многу важна. Многу ми е важно што сака ја прифаќа мојата работа, нормално не е растена со сето ова, меѓутоа сака да присуствува, ми вика од сега навака, јас ќе ти сум тебе личен шминкер. Почна влезе малку во инфлуенсерските води, кога бевме на работата после таа. Добива доста понуди, некако инстант и се сменија работите и затоа е многу среќна и јас се радувам што е исполнета поради тоа што го прави. Емилија се уште мала, меѓутоа и она знае многу пати да каже нешто што е на место и знае што сака и е пак ќе кажам креативна и влезе и во спортот, во музиката, те наследили, затоа што некаде прочепкав дека мислам дека да, меѓутоа пак би била среќна. Би била среќна? Да. Јас може само да ја бидам од помош. Да се смееме по дома и викам, мама ќе ти е менаџер, да не се секираш, ги има сите контакти, го зна. За жал го одев по тешкиот пат. Многу би сакал јас да имав таков некој што ќе ме води, ќе ми биде десна рака, ќе ми кажува како треба, ќе ме учи. Меѓутоа пак на крајот денот подобро е да учиме и од сопствените грешки. Оти секогаш тугите не ги доживуваме така како од сопствените како ќе научиме. Би била најголема поддршка, менаџер дефинитивно, сака, многу добро игра, има голем сенс на игра хип-хоп, модерен балет. И тука ќе застанам затоа што не знам што понатака. Ќе ги оставам они да бираат. Сега за да не гледаат до крај, сега малку музика, а потоа приказната за Кира. Опа, имаме уште многу да кажеме. Да, джингл и одиме на сцена. Листот празни зборови, одамна напишани, меѓу нив сме јас
приказни, за мене тажни, се тоа што ќе остане. Сега јасно е, едно си ти, друго сум јас сум за неја, ти за да се возиме под ова небо, иако знам јас дека се едно е кој и каде кога, важно да сме заедно во овој град, секој си има свој минато. Лага или вистина, препекасна негова, нешто недостасува, дел по дел исчезнува. Сите лажни приказни, за мене тажни се, заминувам, зад себе се што било оставам. Едно си ти, друго сум јас сум за неја, ти за да се возиме под ова небо, иако знам јас дека се едно е кој и каде кога, важно да сме заедно во овој град, секој си има свој минато. Едно си ти, друго сум јас сум за неја, ти за да се возиме под ова небо, иако знам јас дека се едно е кој и каде кога, важно да сме заедно во овој град, секој си има свој минато. Едно си ти, друго сум јас сум за неја, ти за да се возиме под ова небо, иако знам јас дека се едно е кој и каде кога, важно да сме заедно во овој град, секој си има свој минато. Ета, мислам дека се подсетивме и мислам дека ова интервју ќе натера Наташа Малинкова или незината како би девица, тоа е девицата ти го прави, да знаеш. Доста и дупла сум на се. Леле, дуплата девица ти го прави. Другата. Да не станеме должни, имам уште 5-6 минутки. Кира, тоа е твојот супруг. Велиш вака, Кира е еден редок маж што знае да слуша, да поддржи и да се смее кога е најпотребно. Нашата тајна е слободата, што си ја даваме почитта и чувството за хумор. Со 3 жени дома му е весело, но и живописно. Секогаш има духовитост во неговото обраќање кон нас трите и во моменти кога можеби ќе претераме како жени. Така. Раскажи дополнително, јас ќе те потпрашам за нешто што ме интересира. Па, што повеќе да кажам, толку многу е компромисен, толку многу знае да не, пак ќе кажам, да не насмее духовити, навистина ни прогледува многу низ прсти, тоа е најбитно. Знаеме да претераме ние како жени, баш като 3 жени, знае некогаш и да се налути, меѓутоа не да тоа биде Да му стои лутината или да нешто. створи некаква енергија, да се наруши пред се хармонијата во домот. Така е. Јас мислам дека е единствен човек кој што до сега во домот прави хармонија на убава енергија. Иначе ние пак ќе кажам како жени знаеме да една со друга да си се да тргнеш во вадење очи, мака мислам народски. Може би да, знаете како, сите си имаме периоди, меѓутоа тој е единствениот што знае да го одржи тој баланс. Така е, да. Мене ми е важно ова, слободата. Точно така, од почеток. Слободата е веројатно онаа која што ти треба како уметник, како некој кој што доцна во науките ќе те нема, така треба верба. Треба Јасно, за секоја работа треба доверба, меѓутоа, мислам, помеѓу секој треба Партнери, да постои така. секој партнер, да. Меѓутоа, со оглед на мојата работа, реално не дека не знам каква страшна професија, меѓутоа, се уште имаме стереотипи од типот со што се занимавам. Од никогаш, од почеток беше моментот дека ти
окей е, мајчинството ќе трае некој период, за среќа траеше само година дена, траеше. Мислам, паузата траеше само тој година дел кога дена. сакаш да се посветиш. Да, тој беше првиот човек кој што дома кажа и ме поттикна на тоа дека не треба да останам дома, дека детето ќе си расти, се меѓутоа јас сум тука кога ти нема да бидеш, а ќе гледаш за почеток можеби помалку настапи, а потоа полека ќе ја зголемуваш работата. Многу ми помогна околу децата. Јас Султана ја оставив на година дена, нормално тука се и неговите родители кои што многу помогна, а Емилија оставив на нејзини 3,5 месеци. Тој ја чуваше, Првиот настап ми беше, она беше 3,5 месеци, ја излегов. И како се слушавте? Па не се слушавме, буквално си завршив работа, се прибрав дома, се беше во ред. Се спиеше. За среќа се беше во ред, да. Како се справувал, што правил, то не знам, не го дознав, мислам, до ден денес. Како и е преголема поддршка и мислам и да не беше така, немаше да функционирате толку време. Толку години, да. Така е, да. Знаеш што сакав да им кажеме на гледачите, можеби некои се сеќаваат на некоја приказна твоја раскажана, но еве уште еднаш раскажени. Значи какво беше тоа? Велиш вака во едно интервју. Вика, дошол на настап во некој ноќен клуб во Кавадарци. Сте се виделе, имаше велиш хемија веднаш. Излеговме и после година дена дојде дете. Така некако? Така некако. Значи бевме во врска само 6 месеци. Добро. И после тоа, како да знаевме, таа е некоја зрело што од дете сум ја имала од секогаш, не знам, дали дека со повозрастни генерации сум се дружела, па некако искуството и зрелоста некако пораснале повеќе во однос на моите генерации и некако како да знаев дека тоа е човекот и буквално ние се договаравме дека сакаме да бидеме заедно, дека сакаме дете. Боже. Без да знаеме дека дали тоа ќе функционира, дали не размислувавме на тоа дека ќе пробаме, па ако не развод. Значи воопшто не беше тема на разговор. Него буквално ви кажувам отворено и искрено дека се договаравме, дека сакаме да бидеме заедно, дека сакаме да имаме дете. Браво. Потекнува од музичко семејство, што е многу битно. Знам, и диџеј бил. И диџеј беше на времето, се запознав, за жал тој период не работеше како диџеј, тој период доаѓаше на нашите настапи и така спонтано се случивме. И Ирена од Багаж беше нашата конекција. И купите чевли? Уште не сум ми купила, знаеш што ќе ме прашаш? Ќе се видиме после ова. После толку години. Да ја частам дека све функционира. Готово. За крај кога албум? Година да ми кажеш само, не барам датуми, пошто овие се датуми месеци не ти оди. Би сакала убава организација, би сакала тоа да биде професионално, да звучи како што треба, би сакала тоа да биде изработено со убав голем тим, со добар маркетинг. Ми треба тим. Добро. И финанси. Фала ти на искрениот разговор. Благодарам на тебе. Чао, се гледаме повторно утре со нов соговорник.